Имавме доста добра плодна сезона, една четвртина од времето кое што го поминавме на надпревари, ни беше доста плодно. Значи имавме 3 државни првенства, во низ паѓа и едно училишно првенство, имавме 6 меѓународни надпревари, имавме едно балканско и еден европски куп, освоени се 82 медаљи. Од меѓународните и од државните првенства понекогаш идевме и со 100% учинок, тоа е за пофалба, затоа што членовите наши се вложија самите во себе во овие неколку месеци и јас како тренер го извадов буквално максимумот од нив. Сега моментално сме на технички тренинг, бидејќи сега работиме со двајца репрезентативци на Република Македонија во Постари пионери и една кадетка, заедно со уште еден член кој што ќе ја представуваат Република Македонија и клубот на Европскиот куп, кој што ќе биде на 27 октомври во Словенија, во Копер. Кои се вашите очекувања за тоа? За моите очекувања се разбира се, секој сака како тренер да си ги види своите членови, своите пријатели, сега веќе пораснати мисли пријатели, сака да ги види на врвот. Сака да се закита, сакам да се закитат со европски и балкански медал. Колку ќе го постигнат тоа зависи од нив, затоа што после, освен техничкиот тренинг, се продолжија и со кондиционен тренинг кој ги имат на Сабаља во 5 сата наутро. Имаме посета редовно на теретаната, каде ја добиваат она плюс енергија. Техничките тренинзи се најбитни, ки доусовршуваме техниките и мислам дека очекувањата добро на балкански првенства секогаш одат најдобрите. Значи најдобрите од државите. Се надевам дека селекторот на македонската репрезентација направи правилен избор. Се надевам јас на резултати за Европскиот куп. Веќе не сме, да речеме, почетници. Теодора ќе ги има вториот настап. Иако тешко е, затоа што таму се професионалци, имат преубави услови за работа, за разлика од нас, кои што мачиме и со сала, и со борилиште, и со оне потребен мир што треба за да се развија еден спортиста онака како што треба. Даваме максимум, работиме и со нив, и со нив, да го извадам најдоброто од нив и да ја представуваат Република Македонија и да победуваат, да бидат во најголемото светло, затоа што кариерата за нив сега почнува. Се надевам дека до својата 24-25 година, барем од девојчињата Теодора, ќе ги нанижи тие европски медали. После септември планираме со менаџерот и со техничката служба да видиме што ни останува од септември натаму. Државни првенства ќе имам, мислам, за помлади деца и за сениори. Потоа ќе има неколку меѓународни турнири овде во Македонија и во Прилеп од другите клубови. Зацртано ни е еден контролен меч да направиме во Бјелина, каде што настапуваат преку 1500-600 такмичари, каде што ланската година, ама буквално џудо клубот Бушидо Ршум направи на тој турнир. Имаме избратимување со џудо клубот Пантерот Бјелина, си продолжува традицијата на збратимување. Потоа имаме, мислам, екипно првенство, каде за прв пат џудо клубот Бушидо ќе ги изваде своите кадети, кои ќе се борат, кадети и кадетки кои ќе се борат на тој турнир. Завршуваме на крајот на годината, ги сумираме резултатите, таргет ни е 200 медали. Моментално 82. Мислам дека сме едни меѓу првите во Македонија со најмногу остварени, излезени надвор од Македонија и најмногу остварени медали до сега. За 2018 година џудо клубот Бушидо месец март меѓународен џудо турнир Турија, каде што се освоени 10 медали.
Меѓународен џудо турнир Печ во Косово 3 медали, Ниш 3 медали, месец мај Европски џудо клуб за кадети, каде што Теодора Ристевска го освоила 9-то место во категорија до 48 кг. Меѓународен џудо турнир Печ Косово 7 медали, државно првенство за кадети и помлади пионери 12 медали, месец јуни државно првенство за постари пионери и јуниори 8 медали, меѓународен џудо турнир Велико Градиште 14 медали, меѓународен џудо турнир Струга Опен 13 медали и последново ни беше државното првенство за џудо од основните училишта, каде што клубот освојува 12 медали.